Кога ќе влезете во градската библиотека, браќа Миладиновци, ќе се воодушевите од сликите кои ги красат зидовите. Импресивната колекција на уметнички слики, акварели и цртежи е сочинета од впечатливите дела на представници од македонската современа уметност, кои се единствени по својата вредност. Ова е ретка можност одблизу да погледнете неколку ремек дела на македонската модерна, меѓу кои и дела на тројца од македонската доаенска седморка, вели за Алфа телевизија Јулија Темелкова, историчар на уметност и библиотекар советник. Сликата која што е во собственост на градската библиотека од Димитар Пандилов од 1945 година, масло на платно. Димитар Пандилов е првиот македонски импресионист, со чија изложба во 1926 година во Скопје, хронолошки и на некој начин започнува современата ликовна уметност во Македонија. Вангел Коџоман, еден од основоположниците исто така на современата македонска уметност, кој цртајќи, инспирирајќи се од родната струга, внесува елементи на еден распеан реализам, богат колорит и елементи на сезановски пейсаж. Го гледаме неговото дело Пазар од далечната 1948 година. Овде можете да погледнете и слика подпишана од врвниот мајстор на пейсажот, Томо Владимирски. Тој сликајќи ги природните убавини на Македонија во почетокот со елементи на реализам, со текот на времето станува препознатлив и по вештото доловување на теми со историски мотиви, поврзани со македонскиот народ. Градската библиотека со негов потпис ја поседува сликата Мечкин камен. Темелкова ни направи обиколка и застанавме пред секое значајно дело, за да го чуеме отчукувањето на срцето на секоја слика. Сега се движиме малку низ холот на библиотеката. Еве, Што можеме да го погледнеме? ова тоа што можеме исто така да погледнеме, слика масло на платно од Васко Ташковски, значаен представник на македонскиот надреализам во сликарството. Томо Шијак, представник на со неговите авангардни сваќања. Три слики, масло на платно, едната е пейсаж, ранети колона на ранети партизани, потоа архитектура, кој што е на некој начин представник на авангардните сваќања и прв кој што ги внесува авангардните сваќања во ликовната уметност во Македонија. Коле Манев на оригинален начин стана една од централните фигури во македонската, во нашата уметност, сликајќи, цртајќи го човечкото тело и портрети во различни варијанти. Во градската библиотека е собственик на неколку слики од Коле Манев, портрет на Ацо Шопов, портрет на Крсте Петков Мисирков, цртаж на поетот Анте Поповски и масло на платно, портрет на Димитар Миладинов. Се восхитувавме и од потезите на маестралниот сликар Трајче Јанчевски, кој сликајќи ја човечката фигура и фигура на некое животно, го совладува просторот со магичен реализам. Чиниш, слушаш звуци од сликата. Восклик во нас, а се надеваме и кај вас, изнуди и импозантното дело Срт од 1973 година на врвниот сликар, графичар, мозаичар Глигор Чемерски. Од 1959 година до крајот на 60-тите години интензивно се занимавал и со ликовна естетика. Тој е еден од застапниците на уметничката слобода и интелектуалната победа на повојната модерна. Неговиот стил е инспириран од експресионизмот и иконите на православието. Може да се каже дека прв ја воведува гестикулацијата во нашата ликовна уметност, чистиот потек како една сликарска доблест.
Данчо Орлев, со богат колорит и стилизиран сезановски пейзаж. Владимир Георгиевски, Марко Цепенков, кој може да се каже дека црта со боја. Оваа слика е од 1999 година. Дел од колекцијата уметнички слики се и два портрети, масло на платно, на Константин и Димитар Миладинов, сместени по споменсобата на браќата Миладиновци, тага за југ. Сликите се дело на академскиот сликар Новица Трековски. Богатството на градската библиотека, прикажано преку колекцијата на уметнички слики, представува скапоцен дел од сведоштвото за историјата на македонската култура, за творичките настојувања и достигнувања на доаените на македонската модерна, нивните следбеници и новите генерации ликовни уметници.